Македонија има јасен план во однос на евроинтеграциите. Нема повеќе влегување во никакви авантури без да се гледа светлото на крајот од тунелот кој носи до членство во Европската Унија. Премиерот Христијан Мицкоски со оптимизам се врати од Брисел. Вели успешно започнал планот во 3 фази за европската иднина на Македонија. Првата – информирање за македонските тези пред меѓународните партнери. Втората – да се види дали уставните измени ќе бидат крај на проблемите за државата. И третата – работа на домашните задачи. Сега е многу важно да идентификуваме во втората фаза од планот дали со внесувањето на неколку стотини граѓани во Уставот завршуваат нашите проблеми или тоа се само првите, би рекол, 10 метра од оваа трка на 110 метра, би рекол. Дали ова само првата пречка. И мислам дека со нашата стратегија полека, но сигурно ќе ја извадиме на површина вистинската намера. И таа веќе на сите им е појасно. Дека не е ова само проблема. Дека проблемите допрева следат. А дека ние нема да влеземе во никаква авантура без да имаме јасен план дека крајот го гледаме. Мицкоски во Брисел оствари низа билатерални средби, меѓу кои со новата еврокомесарка за проширување Марта Кос и новиот председател на Европскиот совет Антонио Кошта. Таму биле јасно кажани македонските ставови, на кои не добиле никаков контрастав. Кога разговараме, бараме решение, аргументираме, се тоа на кое што представува наша теза, очекуваме антитеза, не сме добиле антитеза, тоа не сме добиле, што значи дека првата фаза од планот веќе ја реализиравме, а тоа е бараме решение. Тоа е многу важно, бараме решение. Мицкоски кажа дека имале многу конструктивна средба со сите лидери од Западен Балкан, најави продолжување на битката затоа што знаеле дека се во право. Мицкоски потенцираше дека третата фаза од планот да се зафатат со домашните проблеми и реформи, со што ќе покажеме дека заслужуваме да сме на европската маса, померит системот.